За сурогат мајчинството е прилично комплексно од аспект на психологијата. Некаде дури се класификува тој тип на бременност како високо ризично од аспект на емоциите, затоа што дефинитивно жената која што се нафаќа на еден начин да биде сурогат мајка, мора да биде пред се начисто самата со себе од психолошки аспект во каков аранжман влегува, затоа што за правилниот и оптимален непречен развој на бебето во утробата неопходно е мајката да се поврзе со бебето, а не само да внимава на исхрана и така натаму. Значи многу се битни овие психолошки компоненти, така што тоа понатаму може да биде потешкотија за мајката да го предаде детето, мајката носителка условно дека во случајов мајка, да го предаде детето на онаа жена која што понатаму ќе го одгледува и ќе биде законски негова мајка. Така што секаде каде што се е применето сурогат мајчинството, нели законски во државите, секаде неизоставно мора да и брачниот пар кој што бара да добие дете на таков начин, но и мајката која што ќе се јави утре во улога на сурогат мајка, поминуваат низ еден процес на психолошко советување. Кај нас, според нашиот закон, тоа е во времетраење од 3 месеци пред да таа се нафати, се потпишат нели документи. 3 месеци, 2 пати неделно, мислам дека така некако стоеше задолжително. Не сум сега толку многу навлезена во тие законски норми, ама знам дека дефинитивно 3 месеци претходно мора да се помине и брачниот пар и мајката кандидат да биде сурогат мајка, да поминат психолошко советување. Не само пред, туку и по раѓањето на детето, во период од 6 месеци, таа треба да продолжи задолжително да посетува психолог и да нели евентуално разговара за нештата со кои што се соочила или се соочува по предавањето на детето. Значи, она што може да се забележи во емпиријата е дека прво нема доволно теорија на оваа тема, има многу малку истражувања, исто така, кои што би можеле да дадат една солидна база за сериозно заклучување нели за или против сурогат мајчинството. Па затоа треба да се биде доста предпазлив. Значи, она што е споделено како истражувања, некаде се посочуваат позитивни искуства и на сурогат мајката и на родителите кои што го нели брачниот пар кој што го презема детето. Некаде мајките носителки по раѓањето и предавањето на детето се соочуваат со тешки емоции кои што може да се движат од тага, од состојба на тага до состојба на гнев, па некои се соочуваат со собствена депресивност потоа и навистина им е потребна таа психолошка поддршка отпосле. Исто така се забележува дека на пример недостасуваат оние лонгитудинални студии што ние ги посебно развоената психологија ги користиме, затоа што тие даваат многу по солидни заклучоци или резултати врз основа на кои што може да се заклучува за тоа како одредена појава опстојува низ времето, се развива, се менува и така натаму. Овде за жал има многу малку такви. Она една од по-репрезентативните такви студии направена на Кембридж од страна на позната група автори. Скорешна студија следи деца на 30 семејства кои што добиле дете од сурогат мајка на неколку пресечни точки, значи кога децата имаат 3 години, 7 години, 10 години, она што е генерално заклучено е дека во споредба со онаа редовна популација која што ние ја нарекуваме, имаат до известен степен проблем да се прилагодат понатаму во смисла на тоа, значи прилагодување во однесувањето, но исто така на пример се соопштува податок во тоа истражување дека многу е полесно условно земено за дете да прифати дека родителите со кои што живее не се негови биолошки родители, отколку да се справи со информацијата дека го носела жена 9 месеци која не му е ништо, значи нема никакви релации со неа и дека сега живее со
мајка и татко кои што можеби не се воопшто негови биолошки мајка и татко или само таткото е биолошки татко и така натаму. Потоа проблематично знае да биде и тоа прилагодување во смисла на тоа да може до појава на различни форми на асоцијално, антисоцијално однесување. Посебно, например, период кој што знае да биде проблематичен развоен период е адолесценцијата. Затоа што тогаш и адолесцентот природно се бара себе си. По сите развојни норми, правила и прописи во адолесценција се гради идентитетот и се бараат кои се и каде се и кои се. Што се значи и тоа е навистина еден многу осетлив период кога може да дојде до како да кажам потешкоти во поглед на градењето на идентитетот и сликата за себе. Да не зборуваме за тоа колку знае да биде сложено, ако земете теоретски, тоа дете кое што е родено на таков начин, условно земено може да има дури 6 родители. Значи мајката која што го носи, мајката која што ја донирала јајцеклетката и мајката која што ќе го чува и ќе расте со неа, која нема никаква нели биолошка врска со него. Потоа таткото кој што е донатор на сперма, таткото кој што е сопруг на жената која што е сурогат мајка и таткото со кој што детето ќе расте. Така што имате тука една математичка равенка која што да спикне човековите права прилично проблематична. И останува сето она како да му се соопшти, кога да му се соопшти на детето, како ќе го прифати. Велам, исходот се покажува некогаш дека е многу успешен и многу позитивен. Но исто така и ризикот знае да биде голем во случај кога немаме успешен исход. Така што целата оваа тема и подрачје и изборите кои што се прават е страшно комплексна, контроверзна. Не случајно во голем број земји сурогатството воопшто не поминува во законодавството. Во исто така голем број земји тоа поминува алтруистичкото и гестацискиот сурогат. Затоа велам треба навистина да се многу добро размисли, да поединецот навистина биде страшно многу подготвен психички и да знае ни што се ќе поминува, што се предстои, што се го чека понатаму, затоа што кога веќе ќе влезете во еден таков аранжман условно земено, нема враќање назад. Само да ти поставам прашање. Значи, Ана, од психолошки аспект, прво, која е потребата тоа дете да дознае дека е добиено на тој начин? Второ, дали не е премногу себично некој да прави проект од тоа дете, заради тоа што кога се земаат донирани јајцеклетки, донирани сперматозоиди, се бара сурогат мајка, овие се пишуваат како родители, настанува хаос. Значи, тоа е сложеноста, да. Затоа реков контроверзна тема е. Од трета страна, кај нас во Македонија, бебиња растат во домови, деца живеат во никакви услови. Похумано е да се посвои, да. Со каква ајки да му биде детето и на кого да личи, а сака да биде родител. Мислам, ако веќе некој има такава желба да биде родител, сигурно не би бирал на какво дете ќе биде родител. Заради тоа што чувај Боже, секоја мајка може и таа да биде мајка на детето и нејзиниот да биде татко, а тоа дете да не е како што треба, да има не знам. Јасно, да. Така. Детето има потреба дефинитивно да знае. Затоа што сите ние во основата наша е дека си тежнееме по корените, сакаме да знаеме кај сме биле кога не сме биле, од каде сме дошле, кои ни се роднини и така натаму, така што на кого личиме и колку личиме, така што природно е тоа и секој дете има право да знае. Има право да знае. Така што од тој аспект не е спорно дека треба да знае. Но како ќе се каже, кога ќе се каже, како ќе се објасни, колку ќе го прифати, тука е веќе вие и на најдобар можен начин да го објасните, можеби ќе му биде премногу за да го прифати, така, на емоционален план, на когнитивен, на рационален план, може ќе биде и окей, меѓутоа на емоционален план не знаеме, секој дете е различно. И приодите кои што се користат, не се сите родители подеднакво вешти да ја пренесат информацијата, посебно што во случај зборуваме за многу сензитивна тема. Тоа е тоа, желбата дефинитивно да се биде родител кај многумина кои не можат да станат родители по биолошки пат, а се обидуваат
на вистина вложуваат во тоа да станат, е очигледно страшно голема. Ние во психологијата велиме дека таа е практично и кај тие луѓе толку силна што е и на ниво на базична потреба силна и на ниво на потреба за самоактуализација. Значи кога ќе стане родител, тогаш се чувствува исполнето и тогаш се чувствува потполно реализирано. Додека не стане родител, не се чувствува. Кај некои сосема добро се справуваат со тоа да не бидат родители никогаш и тоа е исто така легитимно. Но апсолутно се поставува прашањето, ако веќе зборуваме за овие 6 можни родители, тогаш зошто да не се посвои детенце? Затоа што и тогаш со тоа посвоено дете, родителите кои што ќе го чуваат нема да имаат никаква биолошка врска и биолошка релација, а е исто така многу похуман чин. Така што од тој аспект треба да се размислува и за таа опција. Нормално сега кај секој еден родител можеби постојат и кај секој поединец постојат одредени стравови. Како ќе биде, што ќе биде, родителите на детето, нели, која е историјата семена тамо, генетска историја, па некако можеби ова со кога се зема, значи јас сега како психолог се обидувам да разберам, да протолкувам, ако се земаат донирани јајцеклетка и донирани сперматозоиди, таму сепак има опис и попис, нели, на карактеристики, па можат многу работи да се држат под контрола, што кај посвојувањето на пример не може да се држат под контрола, но во животот немате загарантирани работи никогаш. Можеби некогаш ќе тргне се како што треба, па ќе се искомплицира тековно понатаму, а некогаш можеби нешто ќе тргне со полош старт, ама ние во развојот знаеме дека можност за менување и за подобрување секогаш постои, само зависи во какви услови едно дете расте и се развива. Значи можеби некогаш стартот и да е малку полош, па потоа да се излече максимумот потенцијалите на детето. Така што нема гаранции за ништо во животот, нема гаранции за ништо и во психологијата, затоа што човекот е пластична материја која што се менува